Во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија денеска во спортската сала на Основното училиште Никола Карев се одржа државниот натпревар во футсал за основните училишта девојчиња. На натпреварот покрај домаќинот ученички од Основното училиште Никола Карев учествуваа и екипите од Основното училиште Браќа Миладиновци од општина Илинден Скопје, Бајрам Шабани од Куманово и Коле Калински од Битола. Надпреварите започнаа со почеток во 11 часот, а тренерот на екипата на Основното училиште Никола Карев, Оливер Јованов, ги искажа очекувањата од екипата домаќин. На ова првенство земат учество 4 најдобри училишта од Македонија кои по пат на квалификации и на елиминации преку општински, зонски и меѓузонски надпревари стигнаа на завршницата, односно на државното првенство, кое оваа година се одржа во Основното училиште Никола Карев од Кочани. Бидејќи голем број од девојчињата се активни фудбалерки во женскиот фудбалски клуб Кочани, ние се надеваме дека ќе се представиме во најдобро светло и дека ќе освоиме едно од првите 3 места. Државниот надпревар го означи за отворен председателот на Федерацијата на училишни спортови на Македонија, кој директно им се обрати на учесничките, а поздравен говор одржа и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, кој истакна колку е големо значењето на училишните спортови за понатамошен развој на спортот во општината. Училишниот спорт е основа за сите други спортови, односно овде имаме еден масовен приод, имаме едно учество на сите спортисти и од тие спортисти се врши една селекција за да може да се изберат врвните спортисти. Од овие денеска што настапуваат, сигурно ќе имаме утре репрезентативци по сите категории, и во младинските, и во понатаму и во сениорските. Значи со овие надпревари фактички се врши селекција за повисоките категории. Финалниот надпревар помеѓу двете најдобри екипи се одигра попладне во со почеток во 17 часот, а конечните резултати ќе ги имаме во текот на утрешниот ден.